Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Иве ги настаните на денот. Високи температури од портокалова фаза и утре на територијата на целата држава. Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство забранува целосно движење во шумите. Фотографирање со пехарите на УЕФА, најголема атракција на фан-зоната на плоштад Македонија. Вечерва започнува Пиволенд 2017. Државната изборна комисија денеска одржа седница на која го разгледа и усвои предлог роковникот за извршување на изборните действија за спроведување на локалните избори, што треба да се одржат на 15 октомври 2017 година. Воедно, на дневен ред на седницата на ДИК се и барањата до Министерството за внатрешни работи и Министерството за информатичко општество и администрација, кои имаат низа надлежности на изборите согласно изборниот законник, поврзани со изготвувањето на избирачкиот список, односно формирањето на избирачките одбори. Согласно претходно наведениот акт е изготвен предлог роковникот за извршување на изборните действија за спроведување на локалните избори 2017 година за членови на советите на општините и советот на град Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје. Двата критични датуми врз основа на кои е изготвен роковникот е 6 август, денот кога претседателот на Собранието на Република Македонија го донесе актот за распишување на изборите, и вториот критичен датум е 15 октомври 2017 година, денот кога ќе се одржат изборите. Изборите за членови на советите на општините и советот на град Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на град Скопје ќе се одржат на 15 октомври 2017 година. Избирачкиот список ќе биде ставен на јавен увид на 21 август 2017 година и јавниот увид ќе трае до 9 септември 2017 година. Граѓаните на Република Македонија ќе имаат можност да направат увид во податоците кои се наоѓаат во избирачкиот список и да поднесат барање за запишување, дополнување или евентуално бришење на податоци во избирачкиот список во овој период од 21 август до 9 септември 2017 година. И утре територијата на целата држава ќе биде зафатена со високи температури од портокалова фаза. Од Министерството за здравство препорачуваат од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст. Министерството за здравство соопшти дека согласно најавата на метеоалармот од Управата за хидрометеоролошки работи и утре територијата на целата држава ќе биде зафатена со високи температури од портокалова фаза. Од Министерството за здравство препорачуваат од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст, додека сите останати лица при појава на каков било здравствен проблем веднаш да се јават кај својот матичен лекар. На работодавците од Министерството им препорачуваат да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, како и обезбедување одмор, подсинка и доволно течности на секој 2 часа. Министерството за здравство препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а особено се препорачува на установите за згрижување на децата, детски градинки, да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физичка активност во истиот период. За граѓаните од целата држава од Министерството потсетуваат дека е потребно да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и течности и хигиенски начин на подготовка на храната. На хронично болните лица им се препорачува редовно земање на припишаната терапија, а при појава на каков било здравствен проблем да го контактираат својот матичен лекар. Поради повисоките температури се напоминува дека е потребен повисок степен на внимание при подготовка и консумирање на храната. Информации за топлотните бранови континуирано се дистрибуираат на интернет страницата toplotnibranovi.mk, соопштува Министерството за здравство.
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство забранува целосно движење во шумите, без оглед на нивната намена. Забраната започна да важи на 5 август годинава и ќе трае си до незиното отповикување. И понатаму се задржуваме на темата пожари. Општина Газибаба и Дирекцијата за заштита и спасување организираа еднодневна обука на 30 доброволци, членови на противпожарни водови. Обуката која ја спроведуваат стручни лица од Дирекцијата за заштита и спасување се состои од теоретско, практично показен дел, пошто доброволците ќе добијат сертификат. Сите доброволци досега имаат поминато и 10-дневна обука во центарот на противпожарната бригада на град Скопје, каде исто така имаат добиено сертификат. Со овие обуки, 30 луѓе од територијата на општина Газибаба се обучени за логистика и действување за време на пожари на отворен простор. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство забранува целосно движење во шумите, без оглед на нивната намена. Забраната започна да важи од 5 август годинава и ќе трае си до незиното отповикување. Оваа забрана, како што соопшти денеска Министерството, не важи за вработените во јавното претпријатие Македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории: национални паркови, парк шуми, шуми со специјална намена, споменици на природата и слично. За непочитување на одредбите од Законот за шумите на физички лица кои се затекнати да се движат во шума ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во динарска противредност, согласно член 106 од Законот за шумите. Исто така се известуваат сите граѓани на Република Македонија дека е забрането палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата, согласно Законот за ловството и друг земјоделски отпад на земјоделско земјиште, како превентивна мерка за заштита на шумски пожари. За непочитување на одредбите од Законот за ловство се предвидува глоба во износ од 1500 до 3000 евра во динарска противредност за прекршок на физичко лице, согласно член 79 од Законот за ловство. Се санираа дупките на улиците во Буњаковец околу основното училиште Јохан Хајнрих Песталуци во должина од 2500 метри. Нов асфалт во должина од 2500 метри квадратни добија улиците Апостол Гусларот, Бурка Талески и Стеван Јакимов Дедов во општина Центар. Од општината информираат дека деновиве интензивно се работело на ударните дупки кои создаваа големи проблеми на возилата во населбата Буњаковец во делот околу основното училиште Јохан Хајнрих Песталуци. Плуштадот Македонија денеска беше притесен да ги собере фудбалските фанови на Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. Повеќе детали на оваа тема во малку подоцна во вестите, а во продолжение. Децата со попреченост ќе имаат можност да се забавуваат и да се дружат со своите врсници на детските игралишта кои ќе бидат преадаптирани во игралишта за деца со посебни потреби. Министерството за труд и социјална политика ќе ги адаптира постоечките детски игралишта на територија на општина Центар, со што тие ќе бидат достапни и за децата со попреченост кои живеат на територијата на град Скопје. Тоа, како што соопшти Министерството, е дел од неговата одговорност и визија за постигнување инклузивно општество и продолжување со спроведување активности за подигнување на свеста во општеството и учење на различностите од најрана возраст. Адаптацијата подразбира оформување простор со реквизити кои би биле достапни и за децата со инвалидитет, што на овие дечиња ќе им обезбеди безбедно да се играат, социјализираат и ќе им се овозможи поттикнувачка средина за правилен раст и развој. Адаптации ќе се извршат на локациите кај градски ѕид агромеханика во близина на Соборен храм, Автомакедонија зад Краш и Зелен пазар зад Алфа банка, како и во Капиштец, парк во близина на Заводот за вработување и кај трговскиот центар Зебра. Реализацијата на овој проект е во партнерство со Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија, Мобилност Македонија и општина Центар.
Голем број домашни и странски верни навивачи на двата најтрофејни фудбалски клуба во Европа, Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед, денеска дојдоа на плоштад Македонија, каде во фан-зоната имаа можност да се фотографираат со трите трофеи на УЕФА, трофеите на Суперкупот, Лигата на шампионите и Лига Европа. Од скопскиот плоштад денеска известуваат и голем број странски телевизиски станици, меѓу кои ТВ станицата на Реал Мадрид. Град Скопје во соработка со УЕФА, партнерите на УЕФА и ФФМ, подготви музичка програма и активности во неутралната фан-зона на плоштад Македонија, по повод утрешниот Суперкуп и дуелот на Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед на градскиот стадион. Неутралната фан-зона денеска ќе биде отворена до 19 часот, а утре до 16 часот. Секој чикор кој е преземан има за цел да ги истакне емоциите кои следат пред големиот надпревар помеѓу најтрофејните европски клубови Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед, велат организаторите. Посебен интерес кај посетителите на неутралната фан-зона предизвикаа трите трофеи на УЕФА, трофеите на Суперкупот, Лигата на шампионите и Лига Европа. Меѓу навивачите забележавме и неколкумина странски туристи, кои специјално за утрешниот голем надпревар на нивните омилени клубови допатувале во Македонија. Дали ќе присуствувате утре на надпреварот? Не, утре не. Каде ќе го следите надпреварот? Па ја мислам дека тука ќе бидеме, зашто карти не може да најдеме и така. За кого ќе навивате? Па за кого? За двајцата, кој е подобар, тој ќе победи, нели така е. Од каде сте? Јас сум од Лондон. Ке присуствувам утре вечер на надпреварот. Едва и чекам. Ке биде возбудливо. Ке победи мојот тим, Манчестер Юнајтед. Iceland. Ние сме од Исланд. Кој е вашиот умилен тим? Реал Мадрид. Дали сте тука за прв пат? Да. Како ви се допаѓа? Многу е убаво. Мојот син вели дека ќе навива за Манчестер Юнајтед. На голема бина поставена на плоштадот, денеска ќе настапат Симона Попоска, диџеите Мац, Контру и Бранчес, а за утре се најавени настапите на Сара Мейс, диџеј Дела, Брас Брадерс и диџеј Боби. А за анимирање и забавување со фановите ќе се погрижи и маскотата на Суперкуп 2017 Скопје. Дополнителни активности ќе бидат организирани и од главните партнери на УЕФА, Пепси, Хайникен, Мастеркард и Нисан. Град Скопје подготви и специјални собирни места за двете групи на навивачи од каде ќе се упатат код градскиот стадион во боите на својот омилен клуб. Навивачите на Реал Мадрид ќе се сретнат на плоштадот Филип II, а навивачите на Манчестер Юнајтед на платото пред спомен куќата на Мајка Тереза. Задолжени за безпрекорната организација се 300 млади волонтери, од кои 200 волонтери се ангажирани за реализација на активностите во фан-зоните на плоштадот Македонија, а околу 100 за организацијата на настаните на стадионот. Волонтерите за нивното учество и помош ќе добијат дипломи подпишани од председателот на УЕФА Александар Чеферин и председателот на ФФМ Илчо Ѓоргиевски. Волонтерите во фан-зоните ќе ги запознаат посетителите со знаменитостите на Скопје. Одреден број волонтери ќе им помагаат на навивачките групи да стигнат до стадионот, односно на денот на надпреварот навивачите на двата клуба организирани од центарот на градот ќе се движат кон арената Филип II. Ке ми кажеш што те мотивираше да се пријавиш? Мотивираше шанса да запознам нови луѓе, атмосферата, овој период е период кај што ќе го издигне Скопје како град. Самата атмосфера не мотивираше да дојдеме да волонтираме. Самата се топло, али окей, се издржува. Кои ќе бидат вашите задолженија утре на Супер? Нашите задолженија ќе биде да ги патуваме фановите. Ние моментално сме у неутралната фан зона. Другата зона кај што ќе се движат Реал Мадрид е на плоштадот Мајка Тереза, а Юнајтед ќе се движат по главната улица од Терекорд. И сега нема уште собрано луѓе, но утре ќе биде пополно. А за кого навивате вие? Ние моментално Реал. На поголеми фанови сме и така. Ќе присуствуваш на надпреварот? Не, за жал немам карти, но оваа атмосфера да доживеме доволно сега. По повод предстојниот надпревар, Скопското кале е осветлено во сина боја. Град Скопје представи и промотивно видео со цел да ги запознае странските посетители со знаменитостите и убавините на главниот град. Навивачката еуфорија веќе се чувствува во главниот град, а дефинитивно се очекува да кулминира утре, на 8 август, кога очите на јавноста и љубителите на фудбалот од целиот свет ќе бидат впирени кон Македонија, соопштија организаторите на придружната програма по повод Суперкупот во Скопје.
Од вечерва, 7 август до 12 август на Скупското кале по 10 пат ќе се одржи традиционалната манифестација Гурмански викенд со пиво, Пиволенд 2017. Од вечерва до 12 август на Скупското кале по 10 пат ќе се одржи традиционалната манифестација Гурмански викенд со пиво, Пиволенд 2017. Поради јубилејниот роден ден, фестивалот ќе трае 6 дена, од понеделник до сабота. Покрај музиката, овој пиволенд ќе биде посветен и на најважната споредна работа на светот, фудбалот. Околу 100 видови пиво, музика и фудбал, одлична комбинација за незаборавно доживување по 10 пат на Скопското кале. На годинишниот пиволенд посетителите ќе се забавуваат со Ван Гог, Неверне бебе, Сарс, Негатив, а по подолго време со концертен настап ќе ги видиме и Сав. Интересен настап ќе понудат и девојките од Tribute to Beyoncé, а за љубителите на фудбалот на 7 и на 8 август, со оглед на тоа што во исто време се одржува Суперкупот, подготвени се повеќе содржини во кои ќе може да уживаат во навивачка атмосфера. Фестивалот е под покровителство на градот Скопје и годинава за негова реализација од буџетот се издвоени 600.000 динари. Бидејќи се работи за јубилеен роден ден на Пиволенд, организаторите најавуваат голем број изненадувања. Нова цена на горивата од Нукеска на полнок. За колку ќе поскапат горивата ќе дознаете подоцна во вестите. Поради Суперкупот на УЕФА, закажан за утре на фудбалскиот стадион Арина Телеком во градскиот парк во Скопје, ќе биде воведен посебен сообраќајни пешачки режим за сообраќајниците во непосредна близина на стадионот. Поради Суперкупот на УЕФА, закажан за утре на фудбалскиот стадион Арина Телеком во градскиот парк во Скопје, од денеска ќе биде воведен посебен сообраќајни пешачки режим за сообраќајниците во непосредна близина на стадионот. Министерството за внатрешни работи соопшти дека од 8 часот денеска до завршување на надпреварот, односно до 9 август на потегот од крстосниците на улиците Аминта III, поранешна Ленинова, и Јордан Хаджи Константинов Джинот, ќе се пропуштаат исклучиво лица и возила кои имаат соодветна акредитација од организаторот на мечот УЕФА. На денот на надпреварот, зависно од интензитетот на сообраќајот, не е исклучена можноста од затварање за сообраќај и на булеварот Илинден, на потегот од објектот на владата на Република Македонија до крстосницата со улицата Рузвелтова. Од вечерва на полнок горивата ќе се продаваат поскапо за 1 динар. Бензините и дизелот од Нокеска на полнок поскапуваат за 1 динар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати, во просек за 3,58, односно 2,28%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 62 динари за литар. Евросупер БС 98 ќе се продава за 63,5, а евро дизелот ќе се продава за 48 динари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика, исто така за 1,5 динар за литар се зголемува малопродажната цена на екстралесното масло за домакинство и ќе изнесува 37 динари. Како причина за зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати, од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 6,89% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 1,97% понискиот курс на доларот во однос на динарот. До четврток подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на стабилна и многу топла воздушна маса, што ќе овозможи продолжување на периодот на претежно сончево и многу топло време. УВ индексот и понатаму ќе има висока вредност 9. Промена на временската состојба се очекува од петок со благо паѓање на температурата, која ќе продолжи и во сабота и недела.
И пред да се одјавиме уште една информација. Општина Карпош за време на викендот организираше ноќни екопатрули за превенција од можни палења на отпад и загадување на амбиенталниот воздух на територијата на општината. При тоа беа патрулирани најкритичните места во Карпош, каде што искуствено има индиции за намерно палење или само запалување на секундарен отпад. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.